почитувани председатели на државите, почитувани премиери од Балканот, почитувана Кристалина Георгиева и представници на Светската банка. Навистина да се одлучите да 25 годишнината од Светската банка и соработката со Бугарија ја споделите со целиот регион е нешто за почит и сме благодарни за тоа. Присуството на комесарот Хан само по себе кажува колку е важен целиот овој наш регион и само уште еднаш потврдува тоа што и вчера комесарот, но и председателот Јункер го потврдија дека Западниот Балкан треба да дава причини повеќе за да влеземе сите поединечно во стратегијата, но и секако да ги потврдиме сите наши европски перспективи, затоа што Балканот е дел од Европа, вклучително и Западниот Балкан. Можноста да преку развој на дебата и овозможување на финансиски ресурси од Светската банка за развој на инфраструктурата представува навистина сериозна причина за нашата поврзаност меѓусебна, но и нашата поврзаност со Европската Унија. Јас верувам дека изградбите на коридорот 8 и унапредувањето на коридорот 10, но и сето тоа што значи поврзување на овие коридори овде, ќе значи дополнителна можност за економски раст и развој на целиот овој регион во својата амбиција кон приближување на Европската Унија. Председателството на Бугарија од 1 јануари навистина испраќа толку сериозна охрабрувачка порака што верувам дека сите нема да ја пропуштиме можноста и да ги овозможиме сите овие причини, но и да дадеме резултат во нашето работење преку испорака на исполнувањето на очекувањата на европските институции во сегментите на нашето напредување кон Европската Унија до каде што сме дојдени. Коридорот 8 ќе отвори секако поврзување на Јадранското море со Црното море и тоа е коридор европски. Јас верувам дека ќе биде бенефит и интерес на сите граѓани на Европа, но и коридорот 10 кој што навистина овозможува пристап од Егејското море кон внатрешноста на Европската Унија представува нешто кое што представува насушна карика за севкупниот развој и на овој регион, а верувам и сериозен позитивен економски импакт за Западна Европа. Убеден сум дека улеснувањето на протокот на стоките и патници, која што е тема на оваа дебата, ќе биде сериозно олеснување за нашите граѓани и компаниите од целиот овој регион, но олеснувањето на наплатата и на патарините, истовремено информатичко-техничкото поврзување на целиот овој регион, преку технолошките центри, стартапите, акцелераторите, кое што представува модернизација на целиот овој регион, представува одлична можност да конечно и нашите граѓани се почувствуваат рамноправни со граѓаните од Западна Европа. Убеден сум дека сите овие дебати и можноста која што финансиски ни овозможува Светската банка, но овде присуството и на Европската банка за обнова и развој и Европската инвестициона банка покажува сериозна заинтересираност за целиот овој регион, кој што верувам дека граѓаните и ние лидерствата на овој регион сериозно ќе ги искористиме, заради тоа што мораме да ги направиме комплементарни нашите економии, мораме да се здружиме и да бидеме што повеќе конкурентни, наместо да си конкурираме меѓу себе, можеме заедно да настапиме на пазарите. Сето тоа ни е овозможено со поддршката на нашите пријатели од финансиските институции кои што се овде, но и пред се на пријателот премиер кој што е член, кој што води земја членка на Европската Унија, која што еве ќе искористи можноста да биде председавач со Европската Унија токму заради интересите на напредокот на граѓаните од земјите на Западниот Балкан, кои што имаат чисти аспирации да станат членки на Европската Унија. Ви благодарам и Бојко и Кристалина Георгиева за оваа можност што денеска ни ја дадовте.